Агенцијата за храна и ветеринарство ги чека резултатите од лабораториските тестирања на мострите вода за пиење од 4 артериски чешми во Охрид, од кои една во дворот на Основното училиште Григор Прличев, за кои на 17 март годинава била донесена забрана за употреба поради бактериолошка загаденост. Според Агенцијата за храна и ветеринарство, по извршениот инспекцијски надзор на 16 март, констатирана е микробиолошка контаминација на водата од артериските чешми на пресекот на булевар Туристичка и улицата Даме Груев, чешмата во дворот на Основното училиште Григор Прличев, во населбата Воска и чешмата до градскиот пазар. Според информациите од Центарот за јавно здравје Охрид, на 10 март се земени мостри вода, а резултатите кои биле готови на 13 март покажале микробиолошко загадување. Резултатите биле проследени до АХВ, кој изрекле забрана за користење на водата. По изречената забрана од Центарот за јавно здравје од Охрид земени беа нови мостри вода од чешмите, чии резултати беа негативни, односно водата од чешмите во тој период беше безбедна за пиење, велат од АХВ во одговор за ТВМ. Од Центарот за јавно здравје Охрид прецизираат дека контролните примероци биле земени на 17 марта, резултатите биле готови денес. Истите биле негативни на загадување, односно водата на 17 била добра за пиење. Од таму додаваат дека во текот на утрешниот ден ќе бидат земени мостри за уште едни контролни испитувања за потврдување на безбедноста, од кои резултатите ќе бидат готови за 3 дена, пошто АХВ според процедурата може да побара уште едно контролно испитување за да донесе одлука за окјунување на забраната. До тогаш водата од посечените чешми на пресекот на булевар Туристичка и Даме Груев, во дворот на училиштето Григор Прличев, во населбата Воска и чешмата до градскиот пазар е забранета за пиење. Македонија има значителен културен капитал, но тој се уште не се користи и управува доволно ефективно за развој на туризмот, вели професор доктор Сашо Коруновски, експерт во областа на туризмот. Потребен е систем на уредување и вклопување на културното наследство во туристички производи. Во моментот има многу можности кои што не се искористени, тоа сериозно можам да го кажам, затоа што ние промовираме, но не правиме сериозни туристички производи базирани на културно наследство. Тоа се тие културни рути. Од каде е овој заклучок? Па генерално оние кружни тури друг ги организира, што значи друг го користи културното наследство и го продава културното наследство што е во Охрид и во Македонија. Ајде да се потрудиме и ние да почнеме да го продаваме нашето културно наследство, затоа што профитот во таквите услови нормално оди кај оној кој што го организира тоа и кој што го продава. Коруновски предупредува на важноста на одржливото користење на културното наследство, посочувајќи дека неконтролираниот туризам може да доведе до деградација на локалитетите. Професорот потенцира дека функционалната интеграција на културниот и туристичкиот сектор е клучна за создавање успешни туристички производи. Функционалното спојување значи комуникација меѓу нив. И од тука тие треба да излезат на пазарот, а на пазарот се агенциите, транспортот, сите оние другите кои што се даватели на туристички услуги и кои го продаваат производот. Да видиме пак тие што очекуваат. Кога ќе ги споиме интересите, тогаш културното наследство ќе биде функционално искористено за културен туризам. До тогаш ќе оди по некој автоматизам. И нема до крај да го користиме. И како што реков, ќе се случуваат елементи или на деградација, на уништување и така натаму и така натаму. Според Коруновски, развојот на туристичките производи базирани на културно наследство може да помогне во регионалната дистрибуција на туристите, односно намалување на притисокот на одреден простор во главната сезона и промоција на помалку развиените области. Значи, пуштете го и развиете го целиот регион, не само Охрид и центарот на Охрид. Ајде да го активираме и она културно наследство во околината, по селата, кај што имаме извонредно рурална богатство кои што може да се вклучат во една инвентивна нова туристичка понуда, не онаа класична. Културното наследство, што почнеме да го потребуваме како капитал во туризмот, неговата вредност или ќе се зголемува или ќе се намалува во зависност од тоа како ќе го уредиме. Македонија може многу да научи од практиките на другите земји, прилагодувајќи ги на своите услови. Охријанецот Мартин Пејовски и скопјанецот Илија Циривири постигнаа историски успех во македонскиот алпинизам, искачувајќи ја прочуената насока суперкулуар на Централните Алпи над Шамони.
Двајцата алпинисти кои веќе неколку години функционираат како воигран тандем алпинистичка наврска, успеа да совладаат една од најпредизвикувачките линии во регионот, насока што првпат била искачена во 1975 година од легендарните Жан-Марк Боавен и Патрик Габару. Цири Вери, член на алпинистичкиот клуб Матка од Скопје и Пеоски од алпинистичкиот клуб Патагонија од Охрид, со овој подвиг испишаа страница што ќе остане врежена во македонската спортска историја. Според познавачите станува збор за најголем успех на македонскиот алпинизам во последните 20 години. Тие ја искачија познатата алпинистичка патека во зимски услови, што дополнително го зголемува нивниот успех. Алпинистички резултат од ваков ранг не само што не исполнува со радост и гордост, туку и не обврзува како заедница да вложиме максимални напори во поддршка на алпинизмот и на Македонската алпинистичка федерација, велат од Националниот сојуз за планинско спасување. Електронскиот отпад е еден од невидливите, но потенцијално најопасните загадувачи. Научните анализи изминативе години во Охридското езеро покажуваат присуство на тешки метали како олово и жива, кои не се гледаат во водата, но се акумулираат во седиментите на дното. Еден од потенцијалните извори е електронскиот отпад, кој доколку не се третира правилно завршува во природата. Во таа насока, дел од активностите на активистите се насочени кон едукација и селекција на отпад, особено кај младите. Ние го развиваме овој модел, представува всушност основното, представува поставување на потребната инфраструктура, кантите за примерна селекција на отпад. Се фокусираме на пластика и хартија. И сега веќе започнавме со селекција и на електронски отпад и училиштата стана, да кажам, центри на заедницата за собирање и на текстилниот отпад. Потоа се нудат едукативни работилници за важноста од примерната селекција на отпад и како тоа се вклопува во целиот систем за управување со отпад. Значи, едукативни работилници кои што потенцираат не само здравствените бенефити за граѓаните, позитивните бенефити за животната средина, но и економските бенефити за заедницата. Електронскиот отпад содржи опасни материи кои преку почвата и подземните води може да стигнат до езерото. Подземните води се еден од најголемите ризици, предупредуваат експертите. Подземните води се уште поголем проблем, бидејќи имаме голем број на диви депонии и во околината на градот и во руралните средини, кои што со инфилтрација подземните води допираат, загадувачките материи допираат до подземните води и потоа ги загадуваат. А секое загадување на подземните води е многу опасно, неизвестно и речиси невозможно тие да се пречистат. Тешките метали не се разградуваат и остануваат во природата со години, што представува долгорочен ризик за екосистемот. Решението според експертите е во системско управување со отпадот. Треба, значи, итно план за акција да се што побрзо да се операционализира планот, регионалниот план за управување со отпад, тоест отпадот да се селектира, да се изгради собирниот центар за различни видови на отпад и нормално оваа депонија која што е во Новаци да почне веќе да се гради и да ја користиме. Иако концентрациите на тешки метали засега се ниски, притисокот врз езерото постои и се акумулира со текот на времето, а дел од анализите укажуваат на пошироки влијанија врз животната средина и здравјето. Денеска започнаа градежните активности за реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица Партизанска во населбата Охридати. Надлежните општински служби упатуваат апел до жителите од овој дел на градот да бидат повнимателни при сообраќање или движење во оваа патна и пешачка зона. Автомобилите уредно да се паркираат само на приватен простор надвор од јавната површина што треба да се реконструира, информираат од општина Охрид. Изведувач на активностите и Ината Глобал Инженеринг од Битола. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура се искачи до 12 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Утринската температура од 2 степени, а максималната дневна до 13 степени.
Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 19 степени. Во четврток преку денот времето ќе биде стабилно, суво и потопло. Од вечерните часови нашето подрачје ќе потпадне под влијание на циклонска активност која ќе услови период на нестабилно и постудено време со локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи ќе има во петок. Поради продор на постудена воздушна маса на планините и некои од повисоките места врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег.